إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Nije, biidnillahi ta'ala, ke продолжиме с ова изворедна книга, а таа е El Muharrar fil Hadith од авторот Ибн Абдул-Хади Ал-Хамбали рахимахуллах. Се уште се најдуваме во книгата на намазот, Китабу Сала. Китабу Сала, а поглавието е начинот како се имат клањато нашиот посланик Мухаммед саллаллаху алейхи ва селем. Тука кад имаме застанато во минатиот дерс е хадисот на ثابت, кој ثابت عن أنس رضي الله عنه قال إني لآل أن أصلي بكم كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا قال فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول القائل قد نسي متفق عليه. Во حادث кој е пренесет во Бухари Муслим од ثابت, односно ثابت ради Аллаху ан од Анас. Анас ради Аллаху ан им кажуваше на своите ученици, на своите кои го следеа во неговите учења и дерсови: јас ќе се клањам со вас онака на оној начин како имаше навика пегамберот салаллаху алейхи ва селем со нас, со неговите асхаби, да се клањат. А како се клањаше Енес тогаш, ради Аллаху ан, ни кажува неговиот ученик ثابت, ради Аллах, рахимахуллах ва ради Аллаху ан. Вели ثابت, јас гледав нешто кај Енес, значи во неговиот начин на намазот, што кај вас веќе денеска не го гледам. А тоа беше Енес ради Аллаху ан, кога се враќаше од рукуъ, кога се исправаше после рукуъ, толку долго стоеше што луѓето зад него кои се клањаа мислеа дека заборави. И исто така, кога одеше на сеџда и кога се враќаше меѓу две сеџдина, значи седењето, толку долго стоеше Енес ради Аллаху ан, што оние кои се клањаа зад него дури помислуваа се заборави. Значи тоа значи да мислиш дека се заборави, дека времето е долго. Значи ти земи го, а Енес ради Аллаху ан во почеток што вели: јас ќе се клањам со вас онака како што се клањаше пегамберот салаллаху алейхи ва селем. И види како беше еден од начинот, значи во врска после кревањето од рукуъ и седењето меѓу двете сеџдина. И ти земи сега пример, значи нашата денешница, кој, значи тука сме, и делувањето на Енес ради Аллаху ан, кој односно кажува дека тоа беше начинот на пегамберот салаллаху алейхи ва селем. Значи да се смириш, зашто велит шејх Зейд рахимахуллах во објаснувањето на овој хадис дека овој аргумент, овој хадис е аргумент дека смиреноста во намазот е столб од столбовите на намазот. Што ако не се исполни
тој столб, намазот е поништен. Значи, намазот е поништен. Некогаш дури во намазот овде се заморуваш, се издишуваш, не смееш ни да дозволиш да земиш некогаш здив, за да можеш суратул Фатиха да ја исчиташ. Значи, види како се кланя асхабите на пекамберот, саллаллаху алейхи васелам. Исто, вели шејх Зейд, рахимахуллах, во објаснувањето на овој хадис, дека ова исто доказ, во овој хадис, најдуваме доказ, онаа вредност, односно врвната вредност од асхабите на пекамберот, саллаллаху алейхи васелам, кој му ја дава на намазот. Значи, тие не сака само намазот, ајде на брзина да го завршиме, главно се кланјавме. Како, што, колку, брго, кратко, тоа не интересира нас. Не, значи, тие врвно се пазеа и се чуваа за намазот да го спроведат онака како што го имаат видено нивниот пекамбер Мухаммед саллаллаху алейхи васелам. Исто во овој хадис е друг придонес, а тоа е вели шејх Зейд рахимахуллах, да задолжност спрема учителот да ги учи своите ученици. Зашто Енес ради Аллаху ан, она знање што го имаш учено од пекамберот саллаллаху алейхи васелам, не го зачува тој само за себе си свој, туку кога имаше средби со неговите ученици, не збореа муабети, значи пазарски муабети, туку се муабетите нивни се движеа, се вртеа околу меселиња, околу работи во врска со верата. И се некогаш, значи ти, брат, замисли оваа средба со Енес ради Аллаху ан, средба со Фабит ради Аллаху ан, еден од имамите на Селеф, и другите ученици на Енес ибн Малик ради Аллаху ан. Значи врвни имами. Но Енес ради Аллаху ан не го спречува тоа да им го научит, односно да ги подсети на намазот од пекамберот саллаллаху алейхи васелам. Денес кога мршиш некој муслиман, дојде да ти го научам намазот, тој ќе ти речи тебе, што е со тебе, сакаш да ме навредиш мене? Јас се кланјам 50 години. Јас су го научил намазот од дедо ми мој, од стар бабо, уште ние дома со традиции сме. Ти сега си дошол денеска, вчера си почнал да се клањаш, сакаш да ме го научиш намазот. Но види тука како беа асхабите на Мухаммед саллаллаху алейхи васелам. Значи, алейки селам рахматуллах. Значи врвно, значи ги учеа нивните ученици исто како овие ибадети. Значи намазот, начинот на намазот. И тоа во дело, значи да го гледаш во дело, во пракса, како да се изврши тој намаз. И затоа исто многу важно и за нас, како барачи на знаење, кога ти се овозможува тебе да се клањаш со еден алим, исто е, значи, добро, или зад него тој клања суннет, влегол во џамија, ти више си се клањал, тој влегол по тебе, следи го, гледај го, не седи на телефон. Значи, таа е златна можност за тебе, што ти да ја употребиш и да научиш во пракса како тој алим го стават тие хадиси во пракса. Затоа, пример, тоа исто се случувало кај нас, кога гледаш, пример, во Месџид Небеви, дошол шех Абдул Мухсин ел Аббад, го следиш како се кланјат, како ги креват раците текбир кога прави, дали ги врзуваат раците после руку, дали не. Исто шех Рабија, кога сме оделе кај него во Мека и во Медина, го следиш шејхов, значи како се кланјат, како го мрдат прстот. Значи сите работи ти го следиш, зашто ти го земаш и знаењето и праксата од алимот. Зашто тој алим има пракса 60 години, 70 години има пракса.
Следниот hadis, a to je od Abu Hurajra radijallahu an, da veli Abu Hurajra radijallahu an, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد ثم يكبر حين يهوى ساجدا ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يفعل مثل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها ويكبر حين يقوم من اثنتين بعد الجلوس متفق عليه. Vo ovaj hadis, što isto preneset vo Buhari i Muslim, kažu od Abu Hurajra radijallahu an, tekbirite koji gi učеше pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem vo tekot na namazot. Prvi od tekbir je onaj tekbir, znači tekbiratul ihram. Tekbirot koji vlagaš vo namaz. Bez toj tekbir je namazot neprihvatan, anuliran. Ako ti tekbiratul ihram nego izgovoriš, znači vlagaš ti vo namaz, bez tekbiratul ihram. Ti nesi vo namaz vlezen vo vistina. Ti nesi vlezen vo vistina vo namaz. A posle, drugite tekbiri koji sleda tuka, tije se, veli šeh Zaid rahimahullah, minel wajibat. Znači, zadolžitelni tekbiri. Ako gi ostaviš wajibat, znači vajibite vo namazot, so namera ako gi ostaviš, namazot se rasipuvata. Namazot se rasipuvata. Isto veli Abu Hurajra radijallahu an, deka pejgamber sallallahu alejhi ve sellem učeše tekbir koga odeše na ruku'. Yani yukebbiru hina yarka'a. Isto ovo je mnogo važno, znači razbiranje to na arapski od jazik. Yukebbiru hina yarka'a. Znači, vo momentu od koga odeše pejgamber sallallahu alejhi ve sellem za ruku', izgovaraše tekbir. Znači, ne izgovaraše tekbir pejgamber sallallahu alejhi ve sellem ispraven gore, znači Allahu akbar, završuvat i posle na ruku, ne. Znači, vo momentu od koga počnuvat da se dviži teloto od pravo na ruku odenje, togaš izrekuvaše pejgamberot sallallahu alejhi ve sellem, izrekuvaše, znači, tekbir. Znači, učeše tekbir pejgamberot sallallahu alejhi ve sellem. A potoa, koga se krevaše od ruku da se ispravi, veleše pejgamberot sallallahu alejhi ve sellem, sami Allahu limen hamidah. Ova go veleše pejgamberot sallallahu alejhi ve sellem, koga se vraćaš od ruku da se ispravi. I ovdje isto treba je mnogo važno da se izgovara to vjeravati pravedno. Ne se veli sami Allaha, Allahu. Ne jas Allah go napravив da me slušnit. Allah sluša onaj koji go pofaluvata. Znači ovdje semi Allahi limen. Znači kako da mu dojt ljudi to kaj nas? Ne. Semi Allahu limen hamida. Isto ha, problem kaj nas. Hamida. So ha, ima razlika. Ha, ima razlika. Zato, znači, isto kažu tuka koliko je važno se učiti arapski od jazik. Ako ga već se ispravaše pejgamber sallallahu alejhi ve sellem, togaš koga beše već ispraven, izgovaraše slednoto, a to je Rabbena wa lakal hamd. Rabbena wa lakal hamd. Ova go izgovaraše, znači pejgamber sallallahu alejhi ve sellem, posle koga beše već ispraven od znači ruku'. Isto taka potoa učeše pejgamber sallallahu alejhi ve sellem tekbir koga odeše na suđud.
Значи во моментот кога се движе, значи не да го изговори текбирот, а пекамберот салаллаху алейхи е исправен горе, не. Туку во моментот кога више одеше, кога почнува да се движи телото од седење право на нозе за на руку, тогаш изговараше пекамберот салаллаху алейхи текбир. Исто изговараше пекамберот салаллаху алейхи текбир кога е креваше неговата глава од сеџда. Значи кога се креваше од сеџда пекамберот салаллаху алейхи правеше, учеше текбир. Исто кога одеше пак на сеџда, учеше пекамберот салаллаху алейхи текбир. Потоа пак кога се креваше од сеџда, второто сеџда, значи тука, пак учеше пекамберот салаллаху алейхи текбир. И така правеше пекамберот салаллаху алейхи во целиот намаз. Овде, зошто Абу Хурейра радијаллаху ан или пренесувачот на хадисот само првиот рекает од еден намаз не го опишуваат? Зошто вели шејх Зейд рахимахуллах? Зошто ти учењето на првиот рекает истото ти го правиш и во другите рекаети. Значи ти ако разбериш, ако го научиш еден рекает како треба прописно по суннет да се клањаш, истото го правиш и во вториот, и во третиот, и во четвртиот. Например на пладне, на икиндија, на јација или на акшам првиот, вториот или третиот, на саба првиот и вториот. Значи истото не се менуваат, значи не се менуваат текбирите и така натаму. Исто учеше пекамберот салаллаху алейхи ве селем текбир кога одеше од тешехуд за да се кренет горе, учеше пекамберот салаллаху алейхи ве селем тука исто текбир, значи Аллаху акбар. Значи после првиот тешехуд, кога сакаше пекамберот салаллаху алейхи ве селем да стане пак, да оди на третиот рекает, тука учеше исто пекамберот салаллаху алейхи ве селем, исто учеше текбир, И вели шејх Зейд рахимахуллах повторно дека значи заоставање на текбиратул ихрам го поништува намазот. А другите текбири, што е текбирот за одење на руку, враќање назад, тие се од ваџибатите, минел ваџибат. Оставање со намера го расипува намазот. Ако не е со намера, кога си заборавил, тогаш правиш сеџде сехви, значи сеџде на крај за заборавање. Следниот хадис е од Ебу Саид ал-Худри радијаллаху ан قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك العبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. رواه مسلم. Абу Саид радијаллаху ан кажуваат дека пекамберот салаллаху алейхи ва селем кога се креваше од руку, значи се исправаше. Кога во претходниот хадис учеше пекамберот салаллаху алейхи ва селем Раббана ва лекел хамд. Во овој хадис имат додавање кој го пренесуваат Абу Саид ал-Худри радијаллаху ан. Значи не е само ограничено кај Раббана ва лекел хамд, туку исто и оваа дова која пренесуваат Абу Саид ал-Худри радијаллаху ан, која пренесета во Сахих Муслим, е дозволена да се изговарат. Да се изговарат оваа дова која сега претходно е слушнавме. Значи не значи ти секогаш истото да го правиш, туку треба да се трудиш увек да напредуваш во твојата вера. Ти ако си научил сега Раббана ва лекел хамд, тогаш труди се и понатаму да научиш и овие дови други, за некогаш таја дова да ја употребуваш, некогаш друга дова да употребуваш и така натаму. Овде исто учиме дека учителот некогаш
znači, go potkrevat glasot za da go naučit ono koje je so nego. Znači, Abu Sa'id al-Hudri radijallahu an, go učeše ova od pegambera sallallahu alaihi wasallam vo tekod na namazot. No pegambera sallallahu alaihi wasallam ova dova, vo učenje na ova dova, go podignuvaše glasot, znači, beše poglasen, pozvučan za ashabite radijallahu anhum da go slušnat. I taka da naučat. Taka isto to ti go praviš so tvojite deca. Na primjer, ti se klanjaš pladne so tvojite deca. Pladne je tivog namaz. Znači, ne se uči naglasno. Ili na ruku', ne se uči naglasno. Na suđud, ne se uči naglasno. No ako se klanja so tebe tvoje to dete, za ti da mu go naučiš njemu namazot, dozvoljeno vo takvi priliki, kako isto tuka, da go potkreniš glasot. Da go potkreniš glasot. Za da naučat. Slednji od hadith, a to je od Wa'il ibn Hujr radijallahu an, kažu od Wa'il radijallahu an, رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارقطني والحاكم. V ovaj hadis koji go prenesuvat Wa'il ibn Hujr radijallahu an, kažu od Wa'il, ja go vidov pegambera sallallahu alaihi wasallam koga odeše na seđde, prvin odeše so njegovite kolenici, a potom so njegovite noza, so njegovite race. Znači, prvin koga se spuštaše pegambera sallallahu alaihi wasallam na suđud, prvin so njegovite kolenici, pa gaše na seđde, a potom su njegovite race. A koga stanuvaše pegambera sallallahu alaihi wasallam, koga sakaša stanit od suđud, odnosno od tešehud, prvin napušta zemljata što se veli racite, a potom kolenicite. Znači, odenje na suđud, prvo kolenicite, potom racete. Krevanje gore, prvo racite, potom kolenicite. Ova go prenasuvat Wa'il ibn Hujr radijallahu an. Šejh Zaid rahimahullah veli v objasnovanju to ovaj hadis, дека лимите во ова работа имаат хилаф, значи недоразбирање. Недоразбирање поради хадисите кои ќе следат исто сеа тука. Значи, недоразбирањето е дали се оди на сеџде првин со раците, а потоа со нози, а потоа со колениците. Значи, со што се оди првин на сеџде? Со раците или со колениците? Ова е недоразбирањето меѓу алимите. Мисленето на шейх Заид, на објаснуваче на оваа книга, вели рахимахуллах, дека множината на алимите се со тоа мислење дека треба првин да се оди со колениците, а потоа со раците. Значи, првин, вели шейх Заид рахимахуллах, значи, големиот дел на алимите го имаат тоа мислење дека првин се одит со колениците, а потоа се одита со раците. Тоа е, значи, мислењето на големиот број од алимите. Следниот хадис, а тој е од محمد بن عبد الله بن حسن عن أبي الزناد عن أعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير ولا يضع يديه قبل ركبتيه. رواه أحمد وأبو داود والبخاري في تاريخه والنسائي والترمذي. В ovaj hadis, koji go prenesuvat Ebu Hureyra radijallahu anhu od pejgambera sallallahu alaihi wasallam, da pejgamber sallallahu alaihi wasallam veli, koga nekoj od vas ke odid na seđda, neka ne odid na seđde onaka kako pađat kamilata po kolenici. Ili koga sednuvat kamilata. Neka ne odid na seđde onaka kako sednuvat kamilata koga se spuštat. No, وَلَا يَضَعَ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ. No neka gi stavi prvo racite, a potom kolenicite. Znači, ovaj hadis je vosprotivno so hadisot od Wail ibn Hujr. Wail ibn Hujr, radijallahu an, veli, jaz go vidov pejgamberot sallallahu alejhi ve sellem, vaka i vaka praveše. Во ovaj hadis, koji go prenesao od Ebu Hureyra radijallahu an, obratното je. Veli pejgamberot sallallahu alejhi ve sellem, neka ги стави првим неговите раце, а потоа колениците. И поради овие два хадиси, значи хадисот Уаил ибн Хуџр и хадисот на Абу Хурейра радијаллаху ан, имат, значи дојде на тоа недоразбирање меѓу алимите. Да едните мислат да го имаат замено тоа мислење, а другите да го имаат мислењето од другата страна, значи. Но како и да е, овие се две потврдени мислења кај имамите на Селеф, и кој да го земи кој мислење, тука не значи тоа да се прави кавга и недоразбирање и едни на други да се обвинуваат и да се напаѓаат. Нарочито кога имат аргументи. Кога имат во ваков случај, значи, аргументи. Во овој хадис исто се пренесуваат во Синџирот дека го пренесуваат Бухари. Но ова не е Сахих ел Бухари. Овде велит авторот Ибн Абдул-Хади рахимахуллах, Бухари го пренесуваат овој хадис во неговата книга Тарих. Имам Бухари рахимахуллах со отприлика 18 годиња е напиша оваа книга Тарих. Една од најогромните книги во историјата на исламот, Тарих лил Бухари, што е една од важните и од првите книги во Џерх ва Таъдил, пофалба и критика. Пошто ова Бухари рахимуллах, пишуваш оваа книга, тука имат Бухари само спомнуваато пренесувачи, името него, името татко му и неговото племе. И тука Бухари ги класифицираат пренесувачите. Овие веродостоен, овие новотарец, овие лажко, овие ваков, овие таков. Илјадници луѓе класифицираат имам Бухари. Во оваа книга е Тарих. Со 18 години има напишано. Имам ел Бухари, рахимахуллах. Но, треба да се знае, дека Бухари, рахимуллах, оваа книга нема напишано со тие услови кои ги има ставено во неговиот Сахих. Значи, единствено што ги има тие услови ставено, врвни услови за прифаќање на еден хадис, се во неговиот Сахих, Ел-Џамиу Сахих. Во другите книги од Бухари не е тој услов. Значи, во другите книги пак треба да се превери хадисот. Ама некој тебе, што ти не ги знаеш овие работи, Бухари го пренесел. А тој можат во Едеб ел-Муфред. Значи, во книгата од Бухари, Едеб ел-Муфред. Или во книгата Тарих. И ти мисли, тој рече Бухарија. А тој ти измамнува тебе. Значи, како што напомнавме, дека тука
дека тука не е никаков проблем, значи кој да го земе кое мислење, имаат двете страни аргументи. Дали ќе одиш првин со колениците, а потоа со раците, или па првин со раците, а потоа со колениците, имаат, значи, имаат за двете имаат аргументи. Следниот хадис, а тој е عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على 7 أعظم على الجبهة وأشار بيده على أنفه واليدين وركبتين وأطراف القدمين ومتفق عليه. В овој хадис, кој го пренесуваат Абдулlah ibn Abbas радијаллаху анхума, да пекамберот салаллаху алейхи ва селам вели следното: мене ми е наредено, кој му наредил? Аллах субхана ва таала, да одам на сеџде со 7 дела од моето тело. Прва работа, вели пекамберот салаллаху селам, со моето чело. И тука покажуваат пекамберот салаллаху селам со неговиот показалец и на неговиот нос. Значи, се оди со челото и со носот на сеџде. Исто со двете раце. Со двете раце. Исто со колениците. И исто со нозите, со прстите на нозите. Значи, со овие 7 дела од телото треби да се оди на суџуд. Шейх Зейд рахимахуллах велит, оној кој од овие 7 работи заостават една без оправдање, тој немат намаз. Значи, ти ако имаш оправдање, пример, си болен, си окашил ногата, не можеш да одиш на сеџде, или се правила операција и слични работи, значи, или полојната те боли, што ти знам јас, тоа е оправдање. Но ти, без никакво оправдање, и заоставаш некој од овие 7 работи, Шейх Зейд рахимахуллах вели, тој човек нема намаз. Тој човек нема намаз. И исто, што многу грешки се прават, а тоа е во врска со луѓето, кога одат на сеџде, тој со неговото чело, носот не допира земјата. Значи, од на сеџде, а неговиот нос не допира, значи, на земја. Или па, надзад, неговите нозе ги крива толку во воздух, што тие не допираат, значи, не допираат на земја. Сите овие се грешки, што се причина да човекот да немат намаз. Значи, тој се клањат и тој мисли дека имат намаз, но во вистина немат намаз. Немат намаз. Затоа треба, значи, овие работи да се учат, да се памтат и исто да ги учиме другите. Кога ти заприметуваш некогаш, гледаш некого, значи не исполнуваат овие 7 работи на сеџде, треба, значи, треба да го советуваш, треба да го поучиш, Следниот хадис, а тој е Абдулlah ibn Malik ibn Buhayna, أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه متفق عليه. Овој хадис, кој го пренесуваат Абдулlah ibn Малик радијаллаху ан, кажуваат дека пегамберот салаллаху алейхи ва селам, кога беше на сеџде, толку ги расшируваше неговите раце, што долниот дел, значи под мишката, белото, се гледаше. Значи месото долу од мускулов долни, значи долниот дел, толку што беа расширени раците од пекамберот салаллаху алейхи ва селем, дури тие белото од месото се забележуваше. Значи, се нормално, ти ако имаат многу луѓе во сафот, ти не смееш, значи, да ги пушиш раците многу лево и десно, да му смечаваш на другиот. Ама, ако имаат место, ако ти се кланяш сам, например,
тогаш не треба раците да ги стесниш. Туку треба овај суннет од пекамберот салаллаху алейхи ва селем да го оживеш, Следниот хадис, а тој е од عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك رواه مسلم. Во овој хадис кој го пренесуваат Бара ибн Азиб радијаллаху ан, вели пекамберот салаллаху алейхи ва саллем, односно му се обратуваат пекамберот салаллаху алейхи ва саллем на Бара, му вели кога одеш на сеџде, кога се спушташ на сеџде, тогаш стави ги твоите раце, значи раците, гранките на раците, стави ги на земја. А твоите лактото, крени го високо горе. Значи, крени го лактото високо. Овде исто начинот како се седи на сеџда. Значи, некој ги ставаат нивните лакта на земја. А тоа го имат пекамберот салаллаху алейхи ва селем забрането. Зошто тоа е начинот како кучето лежит. А тоа треба, значи, да го оставаме, да се оддалечуваме од тоа, да се отстрануваме од тоа. Но за жал, забележуваш некогаш, значи муслимани, кои се, значи, во големи години, 60 години имат, 50-60 години така натаму, уште ги прават овие грешки во намаз. Тоа, значи, тоа е голема слабост. Следниот хадис, а тој од Ваил радијаллаху ан, анна набија салаллаху алейхи ва селем كان إذا ركع فرج بين أصابعه وإذا سجد ضم أصابعه رواه البيحقي والحاكم. Во овој хадис кажуваат Ваил радијаллаху ан дека пекамберот салаллаху алейхи ва селем кога одеше на рукуъ ги обшируваше, значи, неговите прсти. Значи, неговите прсти беа разделени. Значи, го фачаше коленото напред, цело го опфачуваше со неговите прсти. А кога одеше на сеџде, тогаш беа, значи, неговите прсти зближани. Но не зближани од тој начин да бидат стеснати, туку ги држеше она слободно зближано. Значи, исто што учиме. Значи, не само да ги ставиш раците твои на сеџде, како што го учеше пекамберот салаллаху алейхи ва селем во претходниот хадис Ел-Бара, туку начинот исто на ставање на раците во сеџде. А тоа, значи, не како на руку расширување на прстите, туку она нормално зближување меѓу прстите. Значи, исто овие работи се дел од начинот како се гледаеше пекамберот салаллаху алейхи ва селем, така исто требите ние, значи, да се трудиме да кланяме токму на оној начин како има нас покажано пекамберот салаллаху алейхи ва селем. Следниот хадис, а тој е од Ибн Аббас радијаллаху анхума, أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافيني وارزقني رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي والحاكم. Во овој хадис кој го пренесуваат Абдуллах ибн Аббас радијаллаху анхума, кажуваат Абдуллах ибн Аббас радијаллаху анхума дека пекамберот салаллаху алейхи ва селем е учеше оваа следна дова меѓу две сеџдина. Значи, ако пратиме добро, ако следиме добро, гледаме, значи, ни станува јасно нас дека асхабите на пекамберот салаллаху алейхи ва селем не оставија ништо
ostven go prenese od pejgambera sallallahu alejhi ve sellem. Znači, celosno, verodostojno, nije ima od nas i najsitnite raboti prenese to. Za nije da go obožavame Allah subhanahu wa ta'ala, kako je toj od nas zadovoljan. V ovaj hadis, znači Abdullah ibn Abbas radijallahu anhuma kažuvat, deka pejgamber sallallahu alejhi ve sellem, znači među dve sejdina učeš ova dova. Allahumma gfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Znači među dve sejdina mu se moleše na Allah subhanahu wa ta'ala za oprost, za da mu se smiluvat, za upatstvo, za da go začuvat od loši, od zlo i da mu dade rizqa. Da mu dade rizqa. Znači ovi raboti, pejgamber sallallahu alejhi ve sellem gi baraš od Allah subhanahu wa ta'ala među dve sejdine. I veli šejh Zaid rahimahullah, deka čovekot ima vrvna potreba da mu se moli na Allah ta'ala za ovije raboti. Za oprost, za milost, za upatuvanje, za začuvuvanje, za rizq. Ima vrvna potreba. No, rabotata ne stoji samo vo izgovaranje to na tije zborovi. Tije zborovi treba da bidiš ti ubeden. Trebi tije zborovi da gi imaš, znači, vistinski razbrano i da gi imaš, znači, izgovaranje to da bidi, znači, so vrvno ubedljivost. Deka Allah subhanahu wa ta'ala gi sluša tije zborovi koji ti gi izgovaraš. I ti si vrvno ubeden teka toj što može da ti se odzvije na tije molitvi je samo Allah subhanahu wa ta'ala. I Allah subhanahu wa ta'ala ti si isto ubeden teka je semoken. A ne neko primjer gi izgovara tije dovi, tije molitvi, no srce do nego je nasekade, no ne vo namaz. Slednji od hadith, a to je od عن مالك بن حويرث الليثي أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا رواه البخاري. В ovaj hadis Malik ibn Huwairith toj go vide pejgambera sallallahu alejhi ve sellem deka vo prvi od rekat i vo tretji od rekat od namazot, koga treba, znači koga gi završuvaš veke dve sejdinja, znači zamisli go da zastane neke prvi od rekat. Poslije go shvatiš isto, to znači važiti za tretji od. Prvi od rekat dve sejdinja. Poslije dve sejdinja treba, znači se kačuvaš goran. Tako je? Na kijamet. Tak. Ovde ovoj sahabi Malik ibn Huwairith radijallahu anhu prenesuvat deka to go vide pejgambera sallallahu alejhi ve sellem koga sakaše, znači prvi od za vtori od rekat dawit poslije izvršuvanja na dve sejdinja ne odeše pejgambera sallallahu alejhi ve sellem direktno na kijamet qiyam tuku sedeše dolu poznata toa dželsatul istiraha. Znači ona dželsa sedenje to na smiruvanje. Znači ne odeše on ma pejgamber tuku zastanuvaše kratko. Zastanuvaše kratko, a potom se dignuvaše za vtori od rekat. Isto tako treti od za četvrti od. Isto tako treti od za četvrti od. Znači ti vidi ovaj hadith je, znači vo Sahih al-Bukhari. I ova, znači go video, a go zabeleža ashabite od pejgambera sallallahu alejhi ve sellem. Ti vidi daneska napravi sporedba. Koja pravi ta dželsatul istiraha? Znači dželsa na smiruvanje. Znači ti ušte poveke ke te voznemirate. Tak. Slednji od hadis, a to je od Anas ibn Malik radijallahu an,
Kažuvat Anas, дека pejgamberot sallallahu alejhi ve sellem ma zala Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem yaqnutu fil fajr hatta faraqa ad-dunya. Rawahu Ahmed والدارقطني والحاكم. V ovaj hadis kažuvat Anas radijallahu an дека pejgamberot sallallahu alejhi ve sellem ne ostavi dovata qunut vo namazot na fedžar da ja učit, sve dodeka go napušti ovaj dunjalog. No šejh Zeid rahimullah velit, kako se podrazbirat ovaj hadis, dova na kunut se učit vo namaz na fedžar, тогаш кога се случуваат големи случки во редовите на муслиманите. Значи, искушенија. Тогаш, значи, не е тоа, значи, значи секојдневие, нон-стоп, не. Туку, тогаш, кога има, значи, некои случки огромни во редовите на исламскиот уммет, Следниот хадис, а тој е од Са'д ибн Тарик al-Ashja'i, قال: قلت لأبي يا أبتي إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي ها هنا بالكوفة نحو من 5 سنين فكانوا يقنطون بالفجر. قال: أي بني محدث. رواه أحمد بن ماجه والنسائي والترمذي. В овој хадис кој го пренесува Са'д ибн Тарик, Са'д кажуваат: јас му се обратив на мојот татко. О мој татенце, ја абети. Значи не од ти, значи селеф, начинот, моралот, како се обратува на нивните родители беше врвен. Значи, о мој татко, о мој татенце, не еј ти, или не знам како, значи некој прекари им ставаат. Не, ја абети, о мој татко, о мој татенце. Ти се имаш клањато зад пекамберот салаллаху алейхи ва салам, зад Ебу Бекира, зад Омера, зад Усмана и овде во Куфа околу 5 години исто зад Алија радијаллаху ан. Што беше ова вовед за Са'д спрема неговиот татко? Воведот беше последниот дел од пренесувањето. Сакаше да го прашат во врска за кунут, за довата кунут, за учењето. Дали тие, значи, кунут го практикуваа во намазот на феџер? Тој велит дека ова работа, о мој синко, значи ви исто како одговаран, о мој синко. О мој синко му рече, ова работа е нова. Значи, затоа некои алими го гледаат секојдневието, учење секојдневие дова кунут во феџер е новотарија. Значи, да се направи тоа секојдневие, тоа го гледаат, значи, тоа го гледаат за новотарија. За новотарија. А во врска кога се случуваат случки и искушенија во редовите, да, фитни проблеми, тогаш е тој друг муабет како и што наспомнавме. Исто, следниот хадис, а тој од Анас ибн Малик, анна Расулаллахи саллаллаху алейхи ва саллам قنت شهرا بعد الركوع يدعو على أحياء من أحياء العرب ثم تركه. متفق عليه. Во овој хадис, што е во Бухари, Муслим, кажуваат Анас радијаллаху ан, дека пекамберот салаллаху алейхи ва саллам учеше кунут еден месец. Еден месец учеше кунут. После рукуъ, значи после справањето од рукуъ, учеше пекамберот салаллаху алейхи ва саллам, значи дова. Правеше дова против некои населби од населбите на арапите. Значи некои кои беа, значи, непријатели
и непријателски насочени спрема муслиманите. Пекамберот салаллаху алейхи ве селем учеше дова спрема нив, а потоа го остави. Значи кунутот го остави. Значи само тука се напомнуваат еден месец. Исто кажуваат Енес радијаллаху ан дека أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقنط إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم. Enes radijallahu an kažuva дека пекамберот салаллаху алейхи ва селем не правеше кунут освен во две ситуации. Или правеше дова, молитви за еден народ, или дова, молитви против еден народ. Значи во овие две ситуации учеше пекамберот салаллаху алейхи ва селем учеше значи кунут, а после тоа значи не. Последниот хадис кој го учиме вечерва и со тоа ќе завршиме биднилахи таала, а тоа е عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر. Значи овде Хасан, внукот од пекамберот салаллаху алейхи ва селем, кажува дека мене ме научи посланикот салаллаху алейхи ва селем зборови кои јас ги учам и изговарам во довата на кунут. А тие се, значи во кунутот витр. Аллахума хдини фи мен хадейт, ва афини фи мен афейт, ва таваллини фи мен таваллейт, ва барик ли фи ма аътейт, ва қини шарра ма қадейт, фа иннека тaqdi ва ла юқда алейк, ва иннаху ла язиллу мен валейт, табаракта раббана ва та'алейт. Раваху Ахмед, ва Абу Давуд, ва Ibn Маџа, ва Насаи, ва Тирмизи. Значи, ова беше она дова кој му ја научи пекамберот салаллаху алейхи ва селем на својот внук Хасан радијаллаху ан да ја изрекува, да ја кажува во кунут од витр. Значи, оваа дова, значи, како што вели шејх Зейд рахимахуллах, е легитимирана да се учи. И можете исто, не значи да биде ограничено само на оваа дова, може човекот значи и да додаде други дови кои содржуваат праведно содржување. Значи не содржување на новотари, на ширк и не знам што ти знам јас. Не, значи да бидат дови кои се исто во склопка со нашата вера. Така што ќе застанеме вечерва тука и идниот дерс, значи ќе продолжиме каде имаме застанато. Хада ва салаллаху ала набина Мухаммад ва ала алихи ва сахбихи ва салам.